Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Утре, кога е Thanksgiving Day, нека помогне Бог во секој едно семејство, како и на 14. октомври, кога е празникот посветен на Света Богородица. Но утре е 11. октомври, денот на востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор. Нека ни се честити празниците, а во вечерашна наша емисија ќе дадеме прилози за 14. октомври, поврзан со Пресвета Богородица, за 11. октомври, новини од Македонија, прилог за Преспа и Преспанското езеро, но ние исклучуваме и рубриката Профил, во која ќе го представиме нашиот сонародник Тели Мариовче. Па пријатни 60 минути, а на почеток, како што реков, прилогот посветен на Богородица. На 14. октомври, четврток, го славиме празникот Покров на Пресвета Богородица. На овој ден, во 911 година, во времето на царот Лав Мудриот, имало сеноќно бдение во Богородичната црква во Цариград. Било преполно со народ. Во задниот дел од црквата стоеле светиот Андреј Јуродив со својот ученик Епифаниј. Во еден миг од ноќта, пред насобраниот народ, се појавила Пресветата Богородица со прекривка над рацете и сето тоа изгледало како заштитнички да ги покрива луѓето. Целата блескала во неискажлива светлина и била обкружена со апостолите, светителите и мачениците. Свети Андреј, кога го видел тоа, му рекол на Епифаниј: ја гледаш ли, брату, царицата и Господјата над сите, како се моли за сиот свет? Епифаниј одговорил: ја гледам, оче, и се восхитувам. Овој призор пред очите на многу илјадниот народ е уште една потврда дека Мајката Божја е наша покровителка која секогаш не штити и грее со својата совршена и бесконечна љубов. Единственото што таа го посакува од нас е непоколебливата и постојана вера во Христовата надвременска вистина. За многу години. Да спомнам дека сите овие емисии што ги емитуваме директно од студиото на CMR, дека ги поставуваме и на YouTube, почитувани слушатели, а вие ако отворите на Voice of Macedonia и кликнете значи на субскрајберот, кој е бесплатно, со тоа ја поддржувате и самата програма. Како што реков, започнуваме со профилот посветен на нашиот сонародник Тели Мариовче. Ако знаеме дека првите македонци кои дошле на овој континент се од егејскиот дел на Македонија во доцните 80-ти години од 19-тиот век, а тоа се од село Оштима, но затоа пак тој бран на иселување продолжи и понатаму се некаде до 70-тите години од 20-тиот век.
Во близина на градот Лерин, на некаде 4 километри од него во Пелагониската котлина, сместено е селото Арменоро. Во ова село во 1938 година, во фамилијата на Павле и Фана Мариовче, се роди нивниот син Тели. Во тоа исто село, во кое среќата ќе го спои за секогаш Тели, е Лена Петру, ќерка на Спиро и Јана Петру од истото село, за да полуцна во Канада. Им се родат 3 ќерки и едниот син, а сега среќни дедо и баба на нивните 7 внуци и едно правнуче. Тели Мариовче со доаѓањето во Канада бараше македонци да се дружи за да ја намали носталгијата, да не му достига неговото село, а исто така и другарите од Арменоро. Вработен во ресторантот на Коста Сандерс, уште како младо 19-годишно момче, разговара токму со Сандерс за градење на македонски црковен храм, каде и македонците, како и другите етнички заедници во Торонто, што се гордеја, па и ние македонците да се појавиме со наше вистинско македонско.
Се здружуваат како членови на Организацијата Обединети македонци, меѓу кои и Тели Мариовче, и одлучуваат да изградат Македонска православна црква, која ќе биде под юрисдикција на Македонската православна црква во Република Македонија. На почеток веднаш има реакции од страна на прогрчките и пробугарските и некои од српската етничка заедница, но тоа не ги спречи нашите македонци, туку им даде поголем елан, повеќе сила и љубов за да што побрзо го изградат тој наш и духовен храм и културен центар на македонците во Торонто и околината, а посебно младите членови како што беше упорниот за овој зафат Тели Мариовче. Најдобро си знаеме, чии сме, од каде сме,